Фекалии течат низ селото, насекаде се шири неподнослива миризба. Жителите се плашат од појава на заразни болести. Поголемиот дел од улиците не се асфалтирани и личат на големи блата. Ваква е сликата во селото Лажани во општина Долненик и Прилеп, каде живеат околу 3500 жители. Велат дека со години се заборавени и од државата и од општината, а од сите предизборни ветувања останувале само празните зборови. Токму затоа со сопствени средства започнале со бетонирање и уредување на дел од улиците низ селото. Градоначалникот молчи на сето тоа, значи немаме никаков одговор од него. Известен е, знаат дека се одвиваат работни акции. Не е дојде никој од општината да види, да праша што може, како може нешто, дали може нешто, дали треба нешто да се помогне. Тоа е зачепена канализација, не можеме да пуштиме воду, не можем уопште у ВЦ да се влегува. Тоа е пуна шахта, тоа е болест. Смрди. У купатило не можем да влегувам уопште. Се заканува дури со непуштање на децата на училиште поради тоа што улицата која што води до училиштето наликува на езеро. Еде го патон за насколо децава, ќе стопираме овие 2 дена децава да не одат, тоа се канали, вода, дупкини. Обвинуваат и тоа дека низ село има само 10 на контейнери, а требало да има барем 10 пати потолку. Ова кантинер се менува на 3 месеци еднаш. Еден кантинер за цело население ова. Знаеш што е тоа? Повеќе има џубре околу него, ошто во него. Како си идите од година во година, морите сами си го напуштат своето родно место и си селуваат. Од општина Долнени само истакнаа дека ова биле деценински проблеми кои што тие не можеле да ги решат преку ноќ. Поголемиот дел од улиците во Лажани ги тампонирале, а за дел од нив чекале средства од владата. Се труделе да ги задоволат барањата на сите 36 населени места согласно скромниот буџет на општината, каде за жал немало доволно пари за сите вакви проблеми. Жителите на Лажани пак велат дека градоначалникот не ги посетил цели 2 години и дека не се должни од свој џеб да асфалтираат улици, а од друга страна да плаќаат и даноци. Бараат итна реакција и на државата и на општината.